Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Денес сакам да започнам со една филозофска приказна, која што е стара повеќе од 2000 години. И можеби ја знаете, можеби сте ја читале, можеби сте ја сретнале некаде. Многу често знае да се користи и како метафора, односно како филозофска, да кажам, прашање во различни професии. А тоа е за бродот на Тезеј, каде што во суштина станува збор за стар дрвен брод, кој што со година пловел по морињата, но со текот на времето, кога една даска ќе изгниела, ќе ја заменат, по некое време ќе изгние уште некоја друга, па ќе ја заменат и така полека со години реално ќе се заменат сите даски на бродот. И мислам дека е ова многу интересно затоа што фактички за да се одржи тој брод во пловна состојба поради патувањата, годишните патувања што се случувале, мора да се вадат старите скапани згниени штици и да се заменат со нови за да може да биде функционален. Но овде дошле филозофите некако на дело, затоа што почна да се поставуваат некако различни прашања, од кои што едното прашање кое што е клучно е дали тоа е се уште истиот брод. Затоа што бидејќи повеќе нема ниту една од старите даски, дали станал сосема нов. И ова е многу интересна филозофска загадка, реално нема една вистина која што може да се каже или пак некој одговорил, но искрено мислам дека ова е една приказна баш некако за сите нас и дека многу често некако се случува да се прашаме дали јас сум се уште истиот човек, истата жена што бев пред 5 години. Сега ќе се вратам малку на овој парадокс и оно кое што во суштина се некои две прашања, ако овој брод ги заменил сите делови со текот на времето, додека не се сменат, дали е се уште истиот брод, а од друга страна, ако некој ги собере сите стари, фрлени, скапани штици, од нив направи нов брод, брод Б, кој ќе биде вистинскиот брод на Тезеј. Ако одиме во идентитетот кој што е поврзан со форма, нештата имаат формална причина. Тоа се дизајнот и функцијата и бидејќи формата на бродот останува иста, тогаш тоа е истиот брод. Ако одиме во материјалниот идентитет, идентитетот зависи тогаш во тој случај од материјалот. Штом ќе се смени материјалот, тоа веќе не е истиот објект. Меѓутоа, ако одиме во нихилизам, ниту едниот брод не е вистинскиот, затоа што објектите се само збир на делови кои постојано се менуваат со текот на времето. Сега, ако гледаме во човечкото тело, ова е нешто што е многу интересно и мене искрено секогаш ми е многу фасцинантно. Не знам дали знаете, меѓутоа нашите клетки постојано умираат и се заменуваат со нови. Значи, по неколку години, речиси ниту една клетка во нашето тело веќе не е иста од она кој што било во минатото, меѓутоа вие се уште станувате истата личност. Или па размислете на технологијата, на некој софтвер, на апликација, кога или не знам, оперативен систем, кога ќе ги замени сите своји кодови преку надградби, таа сепак го задржува истото име, па дури истата функција. И овој парадокс реално се користи на многу други места. Значи, може да е баш како метафора и во право, и во политика, кога се менува нешто во државата, устав, некој закон и така натаму. Па ние дури имавме реално и промена на името. Но, што се случи со нашиот идентитет? Сега, за да не влезам некако тука многу подлабоко, чисто само сакам да ја донесам комплексност на овој парадокс на бродот на Тезеј. И да се вратам назад на она прашање дали јас сум се уште истиот човек што бев пред 5 години. Пред да станеш мајка, пред терапија, пред некој тежок период, пред загубата, пред успехот, пред разводот, пред бракот, пред некоја работа која што имаш, пред сите искуства што те обликувале, дали си истиот човек? Најверојатно не, но искрено понекогаш се случува да и понатаму реално живееме како да сме. И во психологијата постои еден идентитет што може да се нарече наративен идентитет, односно тоа е приказната што секој од нас ја раскажува за тоа кој е. И таа приказна носи многу голема моќ во нашиот живот, затоа што не влијае само на тоа како се гледаме, туку и на тоа што веруваме дека ни е дозволено, што мислиме дека можеме, што очекуваме од себе, што избираме. Например, некој како дете, да речеме, ако често случајал ти си пречувствителна, денес има 35 години и понатаму знае да се каже јас сум таква, или некој ако доживеал неуспех пред 10 години
И денес кога ќе се појави нова можност, првата мисла му е не сум јас за тоа. Или некој пораснал, да речеме, со порака дека, не знам, добрите луѓе секогаш ги ставаат другите пред себе, и денес се чувствува огромна вина кога ќе треба да избере нешто за себе. Сега, дали тие реченици ја опишуваат сегашната личност или само приказната што некогаш сме се ја врзале некако за себе? И во гешталтот има еден поим кој што го нарекуваме фиксиран гешталт, и во суштина на самите психотерапии многу често се работи на овие фиксирани гешталти, односно стари незавршени начини на доживување на себе си и на светот. Телото пораснало, искуството се променило, животот си продолжил, имаме ние и нови докази, нели, по инакви приказни, меѓутоа внатре нешто се уште реагира, да речеме, како да има 10 години, се уште реагира како да има 3 години, се уште реагира како на некоја позиција стара во минатото што била, и тоа ние го нарекуваме фиксиран гешталт. И затоа некогаш се случува дури некоја обична критика толку многу да не боли, иако од надвор дури може ни самите не сме свесни зашто толку многу не боли, не е страшно, некој обичен коментар, некој нешто ќе дофрли, меѓутоа тоа се случува затоа што не реагира во моментот возрастниот човек, туку реагира оној стар дел, оној фиксиран дел кој што некогаш поверувал дека вреди, да речеме, само ако е совршен. И исто така морам да го споделам тука и Јунг, затоа што Јунг па и многу некако индиректно во суштина го преточува ова, а тој велел дека најголемата задача во животот не е да станеме некој друг, туку да станеме тоа што навистина сме. И ова е нешто кое што мене искрено ми е многу значено и многу често знам да го носам како порака низ работата, затоа што ние најчесто не треба да измислуваме нова личност, туку да некако да си ги прифатиме, да си ги соблечеме сите улоги што сме ги облекле за да бидеме прифатени, нели, некако да сватиме дека сите тие се некои адаптации кои што во суштина само не потат, не прават да ни е топло, да ни е жешко и да ни е баш онака премногу. Сега, ова внимавам на кој начин ќе го споделам, затоа што не сакам да се свади црно-бело, меѓутоа сваќам дека многумина личниот раст и развој го доживуваат малку погрешно, каде што некако, иако мотивацијски ми е во ред кога го слушам, меѓутоа процесно не, затоа што некако сме преплавени премногу со речениците, нова верзија од мене, може би толку не ме смета колку најдобра верзија од себе, нов човек ќе станам, од утре сум друг човек, од денес веќе тоа е тоа, и наеднаш тука има дисциплина, самоувереност, смиреност, не знам каква продуктивност, меѓутоа растот не е само нешто да додадеш, многу повеќе е како да ажурираш, односно како кога телефон, да речеме, работи на некој стар софтвер или лаптоп, се едно, и ако има некој нов апдейт, ама програмата веќе не одговара на тоа што денес му треба, секој пат кога ќе се отвори некоја нова апликација, почнува да кочи, не може да ја отвори, се заглавува, и телефонот не е дека не чини, нели дека е расипан, а меѓутоа работи според нешто што реално одамна требало да се обнови. И сега зашто велам тука ми е внимателно да не се отиде во црно-бело, затоа што обновувањето не значи дека ти потполно, нели, стануваш некој нов човек и се менуваш, туку ги приваќаш и сите оние претходни верзии кои што претходно ти биле потребни за да можеш да функционираш. И затоа е многу важно да бидеме и ние внимателни. Како живееме? Дали живееме од стари уверувања, стари улоги, стари стравови, кога можеби некогаш сега, денес не ограничуваат, иако порано не штителе. И затоа мене бродот на тези ми е многу интересен, затоа што можеби денес повеќе не постои ниту една даска што ја имаше пред 10 години, ниту една штица, меѓутоа имаш нови искуства, нови односи, нови загуби, нови победи, знаење, но останува нешто кое што во Јунговата психологија се вика self, значи тоа не е улогата, титулата што ја носиш, мајка, партнерка, психолог, дете и така натаму, туку едно јадро, еден центар во нас, од кој што можеме да ги гледаме сите тие улоги без да бидеме заробени во ниту една од нив. Односно, баш тоа е едно чувство кое што човек често знае да го опише како конечно се чувствувам како јас, како своје на своето, како да ми е пријатно во себе и во мојата кожа. И ова е тој парадокс всушност дека идентитетот не е фиксна точка.
Тоа е континуиран процес буквално. Ние не сме истиот брод од минатото во материјална смисла, значи и самото тело и самите клетки се обновуваат, крвните зрнци и така натаму, но го задржуваме идентитетот затоа што постои веќе дизајнот, да речеме структурата на мозокот и приказната, која што е нашата свест, која што ги поврзува полека сите промени. И затоа има една реченица која што ја знам и чисто да си ја повторувам, особено последниот период, а тоа е дека не е фер сегашниот живот да го живее верзија од мене што одамна е надрасната. И можеби ќе ти донесе нешто и тебе оваа реченица, затоа што мислам дека многу од нас не се заглавени затоа што не знаат што да направат, туку затоа што баш на најважните одлуки се уште ги носат од место кое што повеќе не ја представува личноста која што тука и сега денес станале. И затоа сакам да те поттикнам да размислиш малку на сите оние штици кои што може би скапале, си ги менувала, која си ти, каде си сега и нешто кое што искрено не би било тоа доколку не се заокружи, а тоа е да се даде едно огромно благодарам, односно баш благодарам на личноста што ме донесе до овде, до ова, но од овде понатаму ќе одлучувам, ќе бирам јас. Затоа што ние никогаш не треба да гледаме во тоа како личноста која што не донела од тука не била доволно добра, не била најдобрата верзија, не била, не знам, ваква, таква и онаква, и знаеме тука да сме многу критични, туку многу е важно да секој дел од нас, секоја верзија од нас, секоја емоција, секоја приказна која што ја носиме да ја прифатиме и да само некако видиме дека има зошто била тука, има зошто се појавувала, но од друга страна свесно и ајде да речам критички да седнеме и да размислиме од кое место понатаму јас ќе ги носам другите одлуки во мојот живот, односно каде сум сега, кои се сите оние промени кои што ги имам и како може поинаку да изгледа овој живот. Ова е знам дека е многу длабока тема и дека е многу широка тема и бродот на теза можеби и не е единствената метафора со која што ова би сакала да го донесам, но само сакам да ве врата малку повеќе во оној чувство дека идентитетот не е нешто кое што е цврстно, баш онака зацврстено, не се менува, туку е процес и дека во суштина поентата на целиот живот е постојано да се менуваме, да се надградуваме, да растеме, понекогаш и можеби да бидеме заглавени, да останеме заглавени, да видиме што ни носи тоа заглавување, или тој застој, меѓутоа да на сето тоа гледаме со прифаќање наместо со огромен отпор. Не знам што се случило со бродот на теза, односно не знам дали е истиот брод, затоа што кога гледаш од различни перспективи и различна вистина и ќе добиеш, но она што би сакала да го споделам за човекот е да не се плашиме од промена, затоа што многу често ние се плашиме како некако секоја промена да значи дека ќе се изгубиме себе си, дека ако почнеме да поставуваме граници, веќе нема да бидеме добри, ако почнеме повеќе да се цениме, ќе станеме себични, ако престанеме да ги исполнуваме тугите очекувања, ќе престане да не сакаат. Меѓутоа, тоа е баш како да веруваме дека ако смениме доволно штици, дека нема да бидеме ние, но најверојатно тука е онаа грешка која што ја правиме, затоа што идентитетот никогаш не бил нешто што треба да се зачува. Ние не сме камен, па дури да сме камен и тој може да промени својата форма и од ударот од морето да настане песок од него, нели? И ние сме жив организам и живите организми не остануваат исти. Растат, се менуваат, се адаптираат, созреваат и затоа сме живи. Тоа е знак дека сме живи. И затоа има еден концепт во развојната психологија. Јас баш го сакам затоа што тоа е оној континуитет на идентитетот. Не значи дека остануваш ист човек, туку дека низ сите промени постои чувство дека тоа си сепак ти. Не дека ништо не се сменило, многу работи се смениле, меѓутоа затоа што сите тие промени имаат смисла една со друга. Баш како, ајде да речам, поглави од книга, нели? Не се сите исти, меѓутоа не се ни случајни. Сите тие даски во суштина се различните, да кажам, случки, работи, карактерни особини, така натаму што ги имаме, меѓутоа во суштина колку и да се менуваат, сепак остануваме, нели? Бродот на теза, односно остануваме ние. И затоа нема одговор на приказната, но останува истиот брод, веројатно, затоа што односно не останува исто затоа што ниту една даска нели не се сменува, туку затоа што се уште ајде да речам плови во таа иста приказна. И затоа денес би сакала да те оставам со прашањето
Не дали си истата личност, тоа секако дека не си, но се надевам дека не си, дека животот те променил, дека некои верувања си ги оставила за себе, дека денес знаеш работи што никогаш не си ги знаела, дека учиш континуирано и растеш, дека имаш и повеќе мир и храброст и нежност кон себе отколку пред 10 години, затоа што ако ништо во тебе не се променило, тогаш тоа е еден црвен аларм. Но можеби сакам да те оставам со прашањето, дали верзијата од тебе што денес го живее твојот живот е доволно ажурирана за животот што денес го имаш. И искрено се надавам дека не живееш по оние правила кои што си ги научила кога си имала 8 години, 15 години или 20 години или 30, зависи колку години имаш кога ме слушаш, кога си се плашала да не си доволно добра или да не бидеш сакана, да не бидеш прифатена и дека денес можеш многу критички некако да размислуваш и баш да застанеш на едно место каде што не си ја мериш својата вредност кон тоа која си била, туку кон тоа која стануваш. Затоа што најголемото предизвикство не е да се промениш, туку да продолжиш да живееш како личност која што веќе ти одамна не си. И затоа не ти посакувам да станеш нов човек или нека не знам каква најдобра верзија од себе, туку ако денес на твојот брод има нови искуства, нови вредности, нови соништа, храброст, нови граници, тогаш сосема е во ред и ти да изгледаш поинаку од порано и да знаеш дека не си изгубена, туку само си пораснала.